Добар ден, вести во 18 часот, ова се настаните на денот. Катанец на врата, пломба на брвнарата. Како уникатниот локалитет Куклица стана предмет на узурпација на очиглед на институциите. Владата пред одлука државата сама да го реализира проектот Чебрен и Галиште, без странски партнер. Да стиснеме заби да го изградиме сами овој проект. Апелација ја потврди едногодишната казна затвор на Стефчо Јакимовски за бесправно градење. Екс-градоначалникот на Карпош ја нарече политичка пресуда. Тоа е да бидам спречен да се кандидирам на повторните избори за градоначалник на општина Карпош. Стефан Богоев излегува од притвор. Судот ја прифати гаранцијата од 55.000 евра. 5-годишно дете од Гостинарско се затруло со таблети на баба му. Лекарите бараат да се отворат 4 очи. За жал, често имаме деца со интоксикација со медикаменти. Секој втор ден Сите институции знаеле, но татко и ќерка со години успевале да им пркосат на надлежните и бесправно да стопанисуваат со уникатниот геоморфолошки локалитет Куклица во Кратовско. Веста дека семејство го узурпирало просторот, па дури и наплаќало влезници, предизвика бура реакции во јавноста. Случајот датира од поодамна и веќе е предмет на судска постапка. Михајло Видимлиски, снимателот Сашо Тринчев, денеска тропна наврата на локалитетот Куклица. Доколку сакате да го посетите локалитетот Камени кукли во селото Куклица во Кратовско, нема да успеете. Патот што води натаму е затворен со импровизирана капија. Меѓутоа, овде можете да забележите листови хартија на кои што е напишано дека работи објектот од 8 до 16 часот, но и дека се работи за приватен имот. Прашањето стана актуелно откако деновиве имаше реакции на социјалните мрежи дека на луѓе кои што сакале да го посетат локалитетот Камени кукли им било наплаќано влез од 10 до 20 евра од страна на жена. Зашо да плати? Што си паркиран тој, што си улегнал, што си користил, платили? Па нема ни да плати, зашо ова е национално богатство. Стварно? Да. Кој си па ти да кажеш? Даваш и ти фискална? Да ти дам фискална на тебе? Дај ми фискална, одмah ќе ги наплати. 8-7 саато не можеш да дам. Не даваш ни ти такој. Јас се разбрав со тебе пријавите, ама ќе бидеш разрешена. Ти еве улага. Еве, снимам, 3 улага. Ајде, се мамо. Не предизвикувај! Не предизвикувај! Што предизвикувам? Не предизвикувај! Кажи ми што ќе биде ако легна. Абе, не можеш да улегнеш. Од СВР Куманово потврдија дека кај нив бил пријавен случајот, за што бил известен јавен обвинител. Инаку во март годинава е донесена првостепена судска пресуда со која се наложува локалитетот да биде вратен во владение, да се предаде објектот на музејот на Кратово, да се отстрани дрвената куќичка која е незаконски поставена и да се ослободи просторот. Сепак пресудата е обжалена и постапката е во тек пред второстепен суд. И од општина Кратово алармираа дека случајот се провлекува со години наназад. Вела дека локалитетот со камените кукли е узурпиран од несовесни лица. Поднесени се и кривични пријави за узурпација на недвижности, а до повеќе институции се доставени претставки поврзани со наводна незаконска наплата на посетители. Покрај наведената парнична постапка, општина Кратово има поднесено и повеќе кривични пријави за кривично дело узурпација на недвижности кои се уште се во работа пред надлежното обвинителство, како и голем број на пријави и писмени поднесоци до надлежните институции, меѓу кои државниот пазарен инспекторат и управата за јавни приходи, каде огромен број на претставки има пратено и од страна на голем број оштетени граѓани. Меѓутоа, за жал до овој момент немаме добиено позитивни информации за преземени конкретни активности, туку одредени паушални констатации. Со оглед на тоа што патот е затворен, единствено овде на локалитетот Камени куклици успеавме да влеземе преку споредни пачиња. Овде се наоѓа и дрвената куќа со која што стопанисува Сдруженијето Извор. Меѓутоа, нејзиниот влез денеска е пломбиран. Груевски ги отфрла на водите на Маленко дека непосредно пред бегството престојувал во Охрид. Маленко вели подготвен е и на суд да ги соочат аргументите.
Доскоранешниот градоначалник на општина Карпош Стефчо Јакимовски е правосилно осуден на 1 година затвор, откако апелацискиот суд ја потврди првостепената присуда за бесправно градење. Во однос на другото кривично дело за злоупотреба на службената положба, предметот се враќа на повторно судење. Јакимовски пресудата ја нарече политичка. Сандра Спасовска. Скопска апелација ја потврди едногодишната затворска казна за екс-градоначалникот на општина Карпош Стефчо Јакимовски во предметот поврзан со изградбата на општинската зграда, како што информираа од судот постапувајќи по жалбите на обвинетите и надлежниот јавен обвинител, донесена била второстепена присуда, а во изречената казна ќе му биде пресметано и времето поминато во куќен притвор во периодот од 10 март до 15 август 2019 година, што значи дека Јакимовски ќе треба да одлежи затворска казна од уште 7 месеци. Дополнително апелација ја уважи жалбата на Јакимовски во делот што се однесува на обвинението за злоупотреба на службената положба и овластување, и во тој дел предметот се враќа на повторно судење. Во однос на кривичното дело злоупотреба на службена положба и овластување, жалбата на обвинетиот е уважена и предметот само во тој дел се враќа на повторно судење. Во однос на ова кривично дело, со оглед дека истото е сторено во период од 2011 до 2017 година, предвидената казна е од 3 до 5 години, па согласно одредбите за застарување, истото би застарело во 2027 година. Јакимовски веднаш по објавата на пресудата на пресконференција рече дека според него станува збор за политичка пресуда, со која тој се спречува да се кандидира доколку би имало наскоро повторни избори во општина Карпош. Јас се надевам дека Врховниот суд ќе биде тој кој што ќе заземе правилен став и ќе ги поништи, односно ќе ги отстрани овие недостатоци на ова очигледно политичка пресуда што е направена овде. За ова што ме товарат имаат исто така два фалсификата, врз кои исто така се обидуваат да ја искористат тие два фалсификата за да ја донесат оваа пресуда, но очигледно дека во оваа ситуација не е битно дали си виновен, туку во моментов има потреба да бидам осуден, а тоа е да бидам спречен да се кандидирам на повторните избори за градоначалник на општина Карпош. Дополнително од судот вела дека предметот во однос на укинатиот дел ќе биде распределен на понатамошно судење кај нов судија, со оглед дека судијата кој досега постапувал не е во одделот за организиран криминал и корупција, а во однос на потврдената затворска казна ќе биде доставен на понатамошно постапување кај судија за извршување санкција. Кривичниот совет при Основниот кривичен суд Скопје ја уважи жалбата на осомничениот Стефан Богоев и ја прифати понудената гаранција со што на екс-директорот на Царина му се укинува мерката притвор во трајање од 30 дена. Кривичниот совет донесе решение со кое ја уважи жалбата и ја прифати понудената гаранција на осомничениот во износ од 55.000 евра во денарска противредност, кои ќе бидат депонирани во корист на Република Македонија како обезбедување за присуството на осомничениот во понатамошниот тек на постапката. Покрај гаранцијата, судот му определи и мерки на предпазливост согласно Законот за кривична постапка, односно привремено одземање на патната исправа и забрана за преминување на државната граница. Од судот посочуваат дека доколку осомничениот не ги почитува определените мерки, може да му бидат изречени построги мерки за обезбедување на неговото присуство. Обвинителството ја почна доказната постапка против апелацискиот судија Ѓоко Ристов, кому во семејната куќа во Неготино му беа пронајдени 350.000 евра задзидани во зид. Обвинителството посочи дека делот од куќата каде што биле најдени парите го користел обвинетиот. Ристов пак уверуваше дека просторот бил на брат му. Во судница беше покажана и видеоснимка од средби помеѓу екс-судијата и адвокатот Фехми Стафа. Дејан Трајковски со деталите. Евра завиткани во алуминиумска фолија, рачно напишани ливчиња со пресметки за количината и вредноста на банкнотите, искршен зид и материјали за реконструкција, преку презентација на фотографии и видеодокази, обвинителството ја започна доказната постапка против екс-апелацискиот судија Ѓоко Ристов, кому во семејниот дом во Неготино му беа најдени содзидани 350.000 евра. Клучен момент на рочиштето беше видеоснимката од претресот во Неготино, на која таткото на обвинетиот Здравко Ристов на
прашање на истражителите кој го користи просторот на вториот кат од домот, одговара Синми Ѓоко, судијата го користи овој простор, на што обвинетиот за противправно стекнување и прикривање на имоти и перење на пари, нарочиштето се противеше. Спратот горе во куќата каде што се пронајдени парите е наведено дека го користам јас, но колку што можеше да се види и од прикажаните докази, во дневниот простор има десетина слики на мојот брат и неговото семејство. Тој простор не го користам јас. Кажа Ристов во судницата. Во доказната постапка беа презентирани наоди од ДНК вештачење и други форензички анализи, што беше и причина за тензија помеѓу обвинителството и одбраната. Адвокатот на Ристов забележа на начинот на кој се менаџирало со доказите и според него невниманието на кој се прибирале истите. Според обвинителството пак станува збор за обид за одолговлекување на постапката. Начинот на кој се чувани земените материјали, видовте дека форензичарите не се облечени онака како што налага протоколот и правилникот за обезбедување на форензички докази. Нивните докази се контаминирани и тоа ќе го докажуваме во текот на постапката, но она на што најмногу реагираше одбраната. Ова се све докази од лице место кое што не е собственост на обвинетиот, не се однесува на обвинетиот. Јас ќе си дозволам. Стана манир, многу често го гледаме одбраната под плаштот на права на одбраната да влегува и да гази граница на злоупотреба на правата. Законот има одредби за тоа, кои практично не дозволуваат и не би требало да се дозволува злоупотреба на правата на одбраната, но јас сум уверена дека овој суд е доволно искусен и дека нема да дозволи одбраната преку злоупотреба на своите права да одолговлекува оваа постапка. Нарочиштето беа прикажани и снимки од средби помеѓу Ристов и поранешниот државен правобранител и адвокат Фехми Стафа, кој претходно призна вина во предмет за примање на подкуп да посредува помеѓу апелационен судија, кој според наводите е Ѓоко Ристов, и бизнисменот Љупчо Пецов, познат како Јаволот, за да влијае врз предмет и да ги укине притворските мерки за бизнисменот. Случај кој беше каписла да се отвори истрагата против Ристов, а поврзаност помеѓу Пецов и Ристов обвинителството утврдило и при имотно правни релации за кредит за стан. На следното рочиште судењето ќе продолжи со сведочење на вештак по барање на одбраната со цел лично да ги образложи биолошките траги пронајдени на предметите. Екс-премиерот Никола Груевски во објава на Facebook ги демантираше тврдењата на Александар Маленко дека пред бегството од Македонија престојувал во хотел во Охрид, како што Маленко сведочеше во вчерашната емисија Кавга со Иван на Канал 5. Никогаш во животот не сум се сретнал и не сум разговарал со Александар Маленко, ниту пак тој бил некаква сериозна тема за било што. Лага е дека последните неколку дена пред моето заминување од Македонија со моите деца и поранешната сопруга сум престојувал во хотелот кој тој го именувал во Охрид, што лесно може да се утврди со нивното присуство во училиште, односно работното место во тоа време и големиот број средби кои ги има во тие денови во Скопје. Во истиот хотел сме престојувале истата година околу 7 месеци порано, за време на великденските празници, откаде јас прв заминав неколку часа порано пред другите заради обврски, пишува Груевски. Во одговор на демантот Маленко го повика Груевски да поднесе тужба за клевета, за да ги соочат аргументите. Дали си бил или не си бил, посакувам да поднесеш пријава до надлежна институција во Македонија и што побргу да бидам повикан од надлежни институции, каде што ќе ги соочиме фактите со целокупен доказан материјал. Воедно се разбира како европски државјанин унгарец имаш потполно право да ме пријавиш и пред надлежна институција во Унгарија, каде секако ќе присуствувам на судско рочиште и истата пресуда во целост ќе ја прифатам, вели Маленко во одговорот на Груевски. Државата е многу близко до конечна одлука самостојно да го реализира проектот Чебрени Галиште без приватен партнер, најави премиерот Христијан Мицкоски, посочувајќи дека станува збор за стратешка инвестиција во водната и енергетската иднина на земјата. Проценките се дека инвестицијата би чинела околу 1,5 милиарди евра.
Владата е блиску до одлука државата сама да ги гради хидроцентралите Чебрен и Галиште. Премиерот Христијан Мицкоски вели, се работи на физибилити студија за еден од најважните стратешки објекти од областа на енергетиката и одлуката ќе ја носат заедно со раководството на државни електрани. Ваквата најава на Мицкоски доаѓа по години обиди за реализација на овој проект и 14 неуспешни тендери за јавно-приватно партнерство или концесија. Според владините проценки, проектот би чинел 1,5 милиарди евра. Мицкоски вели доколку успеат да формираат синдикат на меѓународни финансиски институции, а разговорите се во таа насока, тогаш владините очекувања се дека веќе следната година ќе биде ставен камен темелник. Треба да се обидеме, и вака народски кажано, да стиснеме заби да го изградиме сами овој проект. Имајќи ги предвид климатските промени, убеден сум дека не само на Македонија како држава, туку и во регионот ќе им требаат 2 резервоари за питка вода. А токму тие се тие акумулации таков тип на резервоари. Така што производството на електрична енергија можеби не е примарен предизвик. Приоритет на владата е изградбата на патната инфраструктура. Мицкоски очекува целосно пуштање во употреба на автопатот Кичево-Охрид во првиот квартал од 2027 година, додека делот од извор до Врбјани, каде се наоѓаат тунелите, да биде готов и пуштен во употреба најдоцна во октомври. А до крајот на овој месец премиерот најави конечно да почнат работите и за изградба на автопатот Скопје-Блаце. Вчера добив информација дека е конечно завршена процедурата на избор, завршени се сите одговори на жалби и поплаки и во прв и во втор степен, комплетирана е процедурата и очекувам старт на теренските активности најдоцна до крајот на овој месец. Мицкоски е оптимист дека следната година би почнал и проектот за изградба на нов клинички центар, доколку се одвива како што треба и државата успее да се договори со сопственикот на земјиштето на Илинденска во близина на спортскиот центар Борис Трајковски. Според планот, клиничкиот центар би бил поврзан со болницата 8 септември преку подземен премин под булеварот, а во комплексот би биле вклучени и пет-центарот и поликлиниката Букурешт. Европската комисија не ги открива причините за новата бугарска блокада на акцискиот план за малцинствата. Во одговор за Канал 5 тие потврдуваат дека македонската влада се консултирала со комисијата за содржината на планот и дека секоја земја членка засебно имала право на забелешки. Премиерот Мицкоски се воздржува од коментари во однос на очекувањата од утрешната посета на македонската делегација на Софија. Јован Ѓорговски. Македонските власти ги консултирале Европската комисија, Советот на Европа и сите засегнати страни при изработката на акцискиот план за малцинствата, велат од комисијата за Канал 5. Од таму додаваат дека документот без кој Македонија и да ги донесе уставните измени нема да може да го отвори првиот преговарачки кластер, поминал и низ јавна расправа, а земјите членки имале можност да достават забелешки на нацрт верзијата. Сепак не појаснуваат дали има блокада или противење од некоја земја членка во текот на процесот, туку за ставовите на поединечните држави упатуваат да се побараат информации директно од нив. Токму на таа тема Канал 5 веќе испрати прашање до бугарското МНР за појаснување каде според нив е застојот за документот, но одговор не добивме. Можеме да потврдиме дека властите на Македонија се консултираа со комисијата, Советот на Европа и други релевантни засегнати страни при подготовката на акцискиот план за малцинствата и заедниците. Властите на Македонија спроведоа јавни консултации за документот. Во овој процес на консултации, земјите членки имаа можност да ги достават своите коментари во врска со нацртот. Шефовите на дипломатија на Македонија и Бугарија во меѓувреме утре во Софија ќе учествуваат на состанокот од процесот за соработка во Југоисточна Европа. Сепак од македонското МНР велат дека засега нема план за билатерална средба меѓу нив. Такво нешто пак најави председателката Гордана Силјановска-Давкова, која посочи дека за сите отворени прашања на релација Скопје-Софија очекува утре да разговара со бугарската колешка Јотова. Прашан за средбата, премиерот Мицкоски посочи дека не му е позната евентуалната содржина, но нагласи дека владата има план и стратегија и работи на нивно исполнување. Јас навистина не знам што би можел да очекувам. Како човек очекувам да имаме добрососедски односи со сите соседи. Како председател на влада ќе сторам се што е во наша моќ. Прво, да го заштитам интересот на граѓаните, да го заштитам идентитетот и интересот на државата.
И второ, нормално, да градам добрососедски односи со сите наши соседи на основа на принципот на 12 улица. Затоа што за секоја работа во животот треба најмалку двајца. Најавената средба Силјановска и Отова на маргините на процесот за соработка во Југоисточна Европа во Софија доаѓа по самитот ЕУ Западен Балкан во Тиват, каде една од главните теми беше нон-пейперот на германскиот канцелар Мерц и францускиот председател Макрон, во кој побараа постепена интеграција и забрзано проширување на Европската унија. Владата на денешната седница ја именува Веселинка Лабровска за нова председателка на Советот за македонски јазик по оставката на Симона Груевска. Груевска денеска се огласи во јавноста за да ги образложи причините за заменувањето, воедно реагирајќи на вчерашната изјава на министерот за култура. Љутков ги отфрла нејзините наводи. Сања Трајковска-Ставров за ова. Владата ја именува Веселинка Лабровска за нова председателка на Советот за македонски јазик, откако универзитетската професорка Симона Груевска Маđarска си даде неотповиклива оставка од позицијата, поради закани и забрани да говори на јавна расправа за националната стратегија за култура. Груевска Маđarска преку социјалните мрежи ги образложи причините за нејзината оставка, тврдејќи дека решила да се произнесе за вистината, откако министерот Зоран Љутков изјави дека таа се повлекла од лични причини. Професорката упатува повеќе критики кон владата и кон министерството за институционална незаинтересираност за заштита на македонскиот јазик, административни пречки и доцнења за националната стратегија, а вели и дека за години и пол колку што била на функција воопшто немала средба со министерот, иако настојувала на тоа. Бидејќи имав покана за јавната расправа, отидов со намера јавно да ги кажам забелешките, но од државниот секретар ми беше кажано да не зборувам јавно и дека на нивен предлог сум била избрана за председател, што е класична закана. Јавната расправа ја напуштив истиот ден и ја напишав оставката со неличните причини и ја доставив до владата, до Министерството за култура и туризам и до Министерството за образование и наука. Мојот заклучок е дека никој не се грижи за македонскиот јазик, што се гледа и од тоа дека 3 години од донесувањето на законот не функционира инспекторатот. И Господ да ни е на помош. Стои во јавното обраќање. Универзитетската професорка навидува и дека државата не дала ни денар за 80 годишнината од кодификацијата на македонскиот стандарден јазик и сите учесници настапиле на добра волја. Љутков ги отфрли обвинувањата на Груевска Маđarска за недоволна институционална поддршка, оценувајќи дека нејзините тврдења селективно ја представуваат реалноста. Не е точно дека немало комуникација. Барање за лична средба не е познато до мене, иако секогаш бев достапен и покрај бројните паралелни обврски. Господја Груевска, вашата оставка ја примивме со почит. Сепак објавувањето на вашето образложение на фактичкиот сензационален начин со селективно прикажување на фактите директно го подкопува угледот на Советот. Македонскиот јазик е далеку поважен од било која лична промоција и мора да остане над партиските и персоналните пресметки. Според Љутков, повеќе институции активно работеле на одбележувањето на 80 годишнината, а процесот за изработка на националната стратегија за македонскиот јазик не доцни поради негрижа, туку поради неговата сложеност. Предлог законот против пушење го помина првиот собраниски филтер на Комисијата за здравство и на Законодавно-правната комисија. Постапувањето на сила угостителите ќе имаат 1 година за прилагодување. Ивана Стојановска. Предлог законот за заштита од пушење го помина првиот собраниски филтер во матичните собраниски тела, Комисијата за здравство и Законодавно-правната, каде беше усвоен едногласно и без дебата. Во образложението заменик министерот за здравство Јовица Андоновски посочи дека законот ќе донесе нови, поригорозни правила за пушачите и дека на ваков начин законската регулатива се усогласува со европската. Над 45% од возрастните пушат, со тоа сме една од највисоките стапки имаме во Европа. Кај младите од 13 до 15 години употребата на тутунски или никотински производи достигнува 13,6% во 2024 година, кое што е највисоко до сега. Електронските цигари се искачени на 9%, а загрејаниот тутун на 4,9%. 73% од младите што се обиделе да купат цигари не биле одбиени поради возраст. Се зајакнува заштитата на малолетниците преку задолжителна проверка на возраста при продажба, како и преку мерки за превенција и поддршка за откажување од употреба на тутун и сродни производи.
Понатаму се воспоставува поефикасен систем за надзор и санкции. Минатата недела предлог законот за заштита од пушење помина и на седница на влада, пошто беше објавен и на ИНЕР. Правичната верзија на законот по средбите со бизнис секторот претрапе промени и наместо правичната идеја за тераси отворени од 3 страни, донесено беше решение балконите во угостителските објекти да бидат отворени од 2 страни. Владата се откажа и од правичната замисла целосно да го забрани увозот на сите ароматизирани вкусови за електронски уреди, па наместо целосна забрана ќе се регулира нивната употреба. Сепак останува целосната забрана за пушење во сите здравствени јавни и деловни простории, училишта, градинки и здравствени објекти. Пушачите ќе мора да бидат оддалечени најмалку 20 метри од нив. Забраната опфаќа и автобуски и железнички станици, а се забранува и пушење цигари во автомобил, доколку во него е присутно дете. По усвојувањето на законот во собранието се очекува тој веднаш да стапи на сила, но на угостителите ќе им биде оставен период од 1 година да ги прилагодат објектите. 5-годишно дете од гостиварско Чегране се затруло со лековите на баба му, кај која било оставено на чување. Од детската клиника за Канал 5 велат дека речиси секој ден се соочуваат со случаи дете да посегне по лекови поради невнимание на семејството. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. 4,5 годишно дете од гостиварско Чегране завршило на клиниката за детски болести, откако испило неколку апчиња против болки. Детето повраќало и имало неконтролирано движење. Во моментот е во стабилна состојба и ќе остане до крајот на неделата на болничко лекување, изјави доктор Реджеп Мемеди од клиниката за детски болести. Инцидентот се случил додека мајката била на работа. Детето било оставено кај бабата и дедото. Во еден момент, поради невнимание, дошло до таблетите кои биле оставени на лесно достапно место и ги проголтало. Лесно пореметена свест, реагирало на дразби, немало некои други посериозни знаци. Повраќало, во повратените маси добивме податок дека имало беличасти трагови, најверојатно може таблети, али општата состојба моментално е стабилна, без посериозни знаци за ризик. Мемеди за Канал 5 објасни дека ова е многу честа и загрижувачка состојба, кога скоро секој втор ден во неделата имаат пациенти кои се затруле со лекови од членови на нивното семејство, а лековите биле на достапни места за децата. Најчесто станува збор за мали деца, кои често лековите ги мешаат со бомбони. За жал, често имаме деца со интоксикација со медикаменти. Да не кажам секој втор ден или трет ден, така што пораката е до сите родители, семејства да пазат каде ги чуваат своите лекарства, да не бидат достапни за деца, пошто навистина имаме се почесто случаеви на деца кои имаат интоксикација со разноразни лекарства. Од клиниката за детски болести со апел до семејствата да бидат на недостапно место ставени и средствата со хемикалии кои се користат за чистење и се високотоксични, бидејќи имаат труење кај деца и со овие средства. Министерството за внатрешни работи најавува поригорозно законско решение за да се стави крај на самоволието на несовесните возачи на електрични тротинети. Министерот Тошковски најавува и проширување на обемот на прекршоци, што во иднина ќе ги регистрира системот Безбеден град. Афродита Рамос има повеќе на темава. Електричните тротинети предизвикуваат значителни проблеми во сообраќајот, а со цел да се намалат и повредите настанати како резултат на нивното несоодветно управување. Се најавува ново поригорозно законско решение со кој би се регулирала употребата на овие превозни средства, кажа министерот за внатрешни работи Панча Тошковски. Последиците од нивното управување, особено управување некако што треба, без кациги, без опрема, на речеме во рамки на инфраструктурата која што имаме, која што факт е дека е несоодветна за управување на таков тип на превозни средства, навистина последиците се страшни. Ако јас лично се прашувам, ја би ги забранил тротинетите да се управуваат во Македонија. Електричните тротинети. Но ќе оставам да во рамки на
на дебата, предлози и така натаму да најдеме соодветно решение, тргнувајќи од аспект на повредени лица, тешко телесно повредени лица, загинати лица. Што се однесува на системот Safe City пак, министерот е задоволен од неговите досегашни резултати и посочи дека до крајот на годината би можел да се зголеми обемот на прекршоци кои тој ги регистрира. Секој дека говориме првично за погрешно паркирање, прекршок да речеме кој што ќе биде констатиран, исто така во изминатиот период беа констатирани и некои прекршоци кои што се поврзани со непрописно и несоодветно управување на моторно возило, не знам, свртување спротивно на одредбите дефинирани во Законот за безбедност во сообраќајот од коловоз на лента со невнимание и така натаму. Во однос на предлог законот за изменување и дополнување на законот за возила, кој вчера помина на прво читање во собранието, Тошковски посочи дека во моментов се работи на дополнителни предлози. Според предлагачите од владеачката партија, со законот би се намалиле злоупотребите со станиците за технички преглед, како и манипулациите со препродажба и регистрација на возила. По кратко поледување денеска во Скопје почина професор доктор Драги Данев, редовен професор во пензија на Машинскиот факултет и прв ректор на Универзитетот Свети Кирил и Методи во самостојна Македонија. Автор е на над 150 научни трудови од областа на машинството и учествувал на бројни домашни и меѓународни научни проекти. Како ректор на Универзитетот Свети Кирил и Методи се залагаше за унапредување на квалитетот на наставната и научно-истражувачката работа на универзитетот, како и за промовирање на интегритетот и автономијата на нашата најстара високообразовна институција. Комеморацијата по повод заминувањето на Драги Данев ќе се одржи во четврток во 12 часот во просториите на Машинскиот факултет во Скопје. Останете со Канал 5, по рекламите гледајте само вистина.